Денеска сме во општина Карпош, заедно со градоначалникот Стефче Кимовски, заедно со председателот на Советот Сашо Лазаревски, со директорите на јавните предпријатија на градот Скопје, значи по 11 пат во општина Карпош, со сите ресурси на јавните предпријатија и со администрацијата на градот Скопје. Целта е овие 3 дена да направиме акција во општина Карпош од сите јавни предпријатија во рамките на своите надлежности да завршат што поголем број на работи. Тие работи кои што нема да ги завршат, ќе треба да ги евидентираат, така да кога ќе заврши посетата на сите општини, да се вратат во секоја општина поединечно и да ги завршат своите работи. Тука се и паркови зеленило, водовод и канализација, улици и патишта, јавното сообраќајно предпријатие и комунална хигиена. Можам да истакнам дека имаме добра, па би рекол аз и одлична соработка со градоначалникот Стефче Акимовски, сите години назад, не само оваа, и со администрацијата на општина Карпош, и благодарение на добрата соработка се реализираат проекти од страната на градот Скопје, значи и со помош на општина Карпош и обратното, така да градот Скопје во изминатиот период има реализирано поголем број на проекти во општина Карпош. Јас би го споменал булеварот Теодоси Гологанов, кој што сега се работи втората фаза или третата фаза од тој булевар. Се надеваме ако задржат временските услови, ќе биде ставени завршниот стој, доколку не бидат добри временските услови, завршниот стој ќе биде оставен за на пролет. Исто така, значи беше, знаете дека во изминатиот период ја завршивме до Московска, мислам дека беше булеварот Илинденска. Исто така булеварот Монапо се заврши. Работиме заедно со градоначалникот на некој со меѓуопштинска соработка на некои улици кои што се во надлежност на општината, а градот Скопје сака да помогне во нивното завршување. Така да со заедничка соработка сметам дека ги подобруваме условите за живење на жителите на општина Карпош. Целта на овие посети, меѓу другото, е да општината Карпош, тоест граѓаните на општината Карпош, градоначалникот и администрацијата, јавните предпријатија ги почувствуваат како своји. Со тоа што да ќе ги почувствуваат доколку им дадат одредена задача, доколку влијаат на нивното работење, доколку се слуша нивниот збор при кажувањето на одреден проблем кој што ги имаат со јавните предпријатија и доколку тој биде решен, во тој случај ќе се почувствуваат дека навистина јавните предпријатија работат во интерес на општина Карпош и се дел од општина Карпош. А исто така многу е значено и тоа што после овој прес ние сме на состанок со местните заедници, луѓето кои што најнепосредно се со граѓаните, тоа се секретарите и председателите на местните заедници, по кои што сметам дека во еден критички однос ќе се оценува работата на јавните предпријатија и на администрацијата на градот Скопје, тоа е соработката на администрацијата на град Скопје со администрацијата на општина Карпош. Сметам дека овие посети се многу полезни и за градот Скопје, и за јавните предпријатија, и за општина Карпош. Она што сакам да го истакнам е дека во овие 5,5 години општина Карпош воспостави извонредна соработка со јавните градски предпријатија и со градот Скопје, што порано не беше таква состојба.
и мислам дека таа наша заедничка соработка резултира со извонредни резултати на терен кои што ги продолжуваат граѓаните на општина Карпош. Тоа се забележува и во делот на хигиената, во делот на инфраструктурата, одржувањето на фекалната и атмосферската канализација, во подобрувањето на водоснабдувањето и она што е многу битно за граѓаните е одржувањето на дрвната маса на територија на општина Карпош. Со оваа наша акција во исто време сакаме да ги потикнеме и граѓаните и тие да учествуваат во есенското рочистување на општината Карпош, за да уште од сега полека, но сигурно ја подготвиме општината за напролет, но во исто време и заедно со јавните предпријатија, сите оние делови кои што, особено во делот на канализацијата атмосферска, каде што треба да се рачисти, да рачистиме и потоа да се договориме со јавните градски предпријатија и со градоначалникот на Скопје што се ќе преземе во текот на зимата и во наредниот временски период за наредната 2015 година.